Ова е вистинска приказна за жена која живееше во хаос, работеше 15 часа дневно, немаше време за детето, мислеше дека проблемот е кадарот, а на крајот стана лидер што гради глобална визија и сака да помогне на целиот свет. Што, не знам, например, станувам у 5 сабајле, пошто сум со мало дете, да му направам млеко, па после дур да презаспијам, па доаѓа 7:30, он веќе станува, јас сум мртва уморна, па ајде веќе станам, домашни работи завршувам, не завршувам, 9 више саат доаѓа, се облакам, се брзам за на работа, 9:30 искачам од работа. 30 април, 12:39 навечер, ми пристига порака на Slack. Фала многу за прекрасниот тренинг вчера. Фала ти што секогаш ме мотивираш и секој еден збор ми значи многу. За малку бев во двоумење дали да се селам од комфорт зоната, дека е добро и можеме уште малку да издржиме тука. Но после вчера, пак се вратив на патот до мојата визија. До 3 сабајле го спремав мојот нов простор и го замислив, му ги дадов сите детали и елементи на ChatGPT и го направи. Сега останува само да се одлучам до понеделник, се мислам помеѓу 3 локации. Сепак се одлучив да биде ГТЦ на 150 квадрати, еве како го замислив. Кога денес ќе ја видите Надица, ќе видите успешен бизнис, ќе видите модерен простор, тим, системи, организација. Ќе видите и луѓе кои што доаѓаат од цела Македонија, но и од други држави, барајќи помош за проблеми со кои се соочувале со години. Некои доаѓаат поради естетски пирсинг, но поголем дел доаѓаат поради нешто многу поважно. Доаѓаат поради надеж. Надица и незиниот тим им помагаат на луѓето кои се соочуваат со мигрени, алергии, анксиозност, висок притисок и други состојби, кои со години им го нарушуваат нивниот квалитет на живот. Денес, низ овој простор поминуваат илјадници луѓе. Како дојдовме до тука? Пред да ви откријам, мораме да се вратиме на самиот почеток. Доаѓаме до една ситуација кога имаме наплив на клиенти. Не можеме се тоа нели да го сносиме, јас и уште една моја вработена. Така да се случува, да речам, еден скок во нашиот бизнис. Јас станувам преоптоварена со премногу работи. Пирсам, снимам, тоест веќе не снимам, пошто немам време, водам веќе финанси, поголеми набавки, не знам што да правам, каде сега да терам. Решавам да побарам помош, затоа што сваќам дека ми треба. 23 јануари 2025 година организираме тренинг под работен наслов Квантен скок, кој го одржуваме во хотел Хилтон Скопје. Здраво, јас сум Надица Георгиевски и сум дел од обуката на Александар Квантен скок. Само неколку часа пред да ги затвориме пријавите, Надица ја пополнува пријавата. На прашањето со кој најголем проблем се соочувате, одговара: наоѓање на квалитетен кадар. Во тој момент таа убедена дека токму тоа е нејзиниот најголем проблем во бизнисот. Но многу брзо откриваме дека тоа е само симптом, а не вистинска причина поради која бизнисот не можел да расте. Кога работиме со нов клиент, не почнуваме веднаш со решенија, не почнуваме со маркетинг, не почнуваме ниту со продажба, не почнуваме ниту со вработување, туку прво правиме длабока и детална анализа. Го анализираме целиот бизнис во сите 9 сегменти. Почнуваме со маркетинг, продажба, финанси, луѓе, оператива, системи, лидерство, визија и можеби најважното од се, квалитетот на животот на собственикот. Затоа што успешен бизнис нема никаква смисла ако собственикот нема живот. И токму тука откривме нешто многу важно. Проблемот не беше во кадарот. Проблемот беше што целиот бизнис зависеше само и само од една личност.
од Надица. Една од првите работи што ги правиме со секој еден клиент е да ја прошириме неговата визија. Затоа што повеќето предприемачи не страдаат од недостаток на способност, туку страдаат од недостаток на јасна визија. Надица беше многу способна, вредна, посветена, амбициозна, но не можеше да види подалеку од проблемите што ги решаваше секој ден. Затоа прво почнавме да зборуваме за нејзината иднина, за тоа што сака да навистина да изгради. И вака имам напишано, имам прекрасен нов салон, баш како што го замислував, сакам да го едуцирам народот се повеќе дека ушите се многу важен дел од нашиот изглед, не е само облеката. Потоа поставивме неколку конкретни цели, тоест 3. Една од нив беше токму за Благовец да има 300 посетители. Само еден месец подоцна имаше цели 385 клиенти. И на следната сесија вели: Една најголема благодарност имам према Mastermind програмата. Понеделникот беше Благовец, знаете сите, и се вратив јас на една вежба што имавме поставување на цели, кај што требаше да напишеме постакуваната цел во сегашно време како веќе да се случила, ако се сеќавате. И јас тука имав една реченица напишано што сакам да ви ја прочитам. Лани имав 150 деца за бушење уши, а за Благовец оваа година ќе бидат 300. Беа 380 деца. И тоа беше едно страшно лудило. ГТЦ, значи вриеше и маш ми се зеза, вика само пред Евана и кај тебе се чекам. Менторе, што да правиме ја сега? Ги оствари, вели, сите 3 цели. Само што завршивме со дефинирањето на целна група, идеален клиент, маркетинг план и само што ги поставивме приоритетите и мислевме дека конечно почнуваме со имплементација, доаѓа среда, кој денес се сеќавам, на коучинг сесија и вели: Александар, јас одам, вели, во петок во Милано. Искрено, првата помисла што ми беше само да не го изгубиме моментум. Затоа што ова многу често им се случува на предприемачите. Ќе се инспирираат, ќе направат план и потоа животот повторно ќе ги повлече назад. Но кај Надица се случи сосема нешто друго. Наместо да исчезне, се вклучуваше педантно, дисциплинирано. Секоја сесија, без разлика дали беше во Скопје, Милано, Амстердам. Се сменив. Не, морав да станам овде ради конференцијата, иначе. Да, sorry, ти во Амстердам си, да. Овде како во војска. Откако ја дефиниравме визијата, почнавме да ја градиме компанијата на хартија. Креиравме организацијска структура, ги дефиниравме позициите, дефиниравме права, надлежности, одговорности и секако резултатите што треба секоја позиција да ги испорачува. Дефиниравме идеални профили за секоја една улога. Воведовме тестови за проценка на личности, за да се увериме дека секој кандидат е компатибилен за правото место што го бараме. Ја научивме како да води интервјуа, како да препознава потенцијал, значи како да избира луѓе, пушта оглас и се пријавуваат само 8 кандидати. Тогаш видно изнервирана на следната коучинг сесија, среда беше како сега се сеќавам, доаѓа изнервирана и вели: менторе, значи нема луѓе за работа. Сите се плашат од игли или се плашат од крв, па паѓаат у несвест, нема луѓе. Го преправаме огласот и за 3 дена пуштаме нов. На следниот се пријавуваат точно 68 луѓе. Една благодарност, Александар, до тебе премногу за коучингот што го имавме еден на еден, многу ми помогна околу наоѓање на вработен, уште сум у фаза на барање, имам премногу апликации, значи и сега сум у фаза нареднава недела, нели да се видам барам со половина од нив, пошто има доста интересни профили на луѓе што се пријавија што не очекував. До сега сум немала до сега таков интерес. Таа недела секоја вечер ми пристигаат пораки со коментари од Надица. Што мислиш за ова? Види го овој профил. Овој ти фаќа ли око? Што мислиш како ќе се снајде ова? Кого да одбереме во тесен круг? Цела недела прави по 10 интервјуа на ден во една пицерија близу нејзиниот бизнис. Од нив избравме 3 финалисти, а 2 девојки станаа дел во нејзиниот тим.
Мислевме дека проблемот е решен, но тогаш се појави уште еден поголем проблем. Клиентите доаѓа буквално кога ќе им текне. Во еден момент дуќанот беше празен, а веќе во следниот имаше и по 20 луѓе. Буквално одеднаш. Тимот работеше во постојани пикови. Сите пишуваа пораки, сите одговараа на Инстаграм, сите постојано беа зафатени. Секој се трудеше најдобро што знае. И тогаш свативме нешто многу важно. Проблемот не беше во количината на работа. Проблемот беше во недостаток на јасен систем. И сакам да бидам букирана со термини и да се чека по 2 недели за термин. Тоа ми е последната желба, онака да се јавам на телефон, мислам да се јават нели вработените и да кажат нареден термин е за тој датум. Кога имаш доволен број на заинтересирани лидови, следно прашање кое што мораш да го провериш е дали имаш добар систем кој ќе ја поднесе целата количина на зголемениот прилив. Во овој дел прво што ни падна на око е дека мораме да го промениме продажниот процес за непречено да ги обслужат сите клиенти и не пропуштат ниту еден, а воедно и сето тоа да не го исцрпи тимот. Затоа го анализиравме целиот процес повторно. Какви содржини објавува, со која динамика, што е повикот на акција, и откривме дека секој повик на акција завршува со реченицата "Пиши ми во ДМ". Тоа значеше часови и часови на комуникација, буквално секој ден доцна навечер. Затоа воведовме автоматска порака. Воведовме секако веб страница за закажување. Го креиравме и продажниот процес повторно. Креиравме и календар. Направивме продажна скрипта. И моравме да го обучиме целиот продажен тим и го промениме целиот концепт кој функционирал 5 и повеќе години. Секако дека не беше лесно, но Благица и Магде навистина беа упорни. Првично, не сакав да се приклучам. И некако промени не сакав да ми се случуваат на 57 години, што сепак се беше ова ново. Најмногу ми помогна во делот со карактерите на луѓе. Јас сум некогаш брза, па многу зборувам, па оној момент на молчење и на сослушување не го применував. Сега знам да сослушам убаво и на крај да дадам соодветен одговор без многу зборување, без многу телефонски разговори од по половина час. Мислам дека во тој дел најмногу ми помогна. Околу самата скрипта. За прв пат клиентите почнаа да доаѓаат овој пат организирано. Тимот конечно почна да диши. И токму тогаш, се случи нешто символично. Првата слободна сабота. Целиот тим замина на викенд во Грција. И за повеќето луѓе тоа можеби и не е голема работа. За нас тоа беше доказ дека системот почнува да функционира. Токму кога почнавме да воведуваме CRM и да ги следиме првите бројки, Надица повторно ми вели: "Одам на едукација во Амстердам." И повторно си помислив: само да не застанеме сега. Но таа никогаш не пропушти, ама буквално ниту една сесија. Без разлика дали онлайн или е во живо. Ниту од Милано, ниту од Барселона, ниту од Амстердам. И мислам дека токму тука лежи една од причините за нејзиниот успех. Не затоа што знаеше се, туку затоа што беше посветена, подготвена да учи, но и веднаш се живо да имплементира. Надица никогаш претходно немала работено во добро организирана компанија. Повеќето одлуки ги носеше од чувство, од интуиција. И тоа функционира до одредено ниво, но во еден момент бројките стануваат поважни од чувството. Се сеќавам на една анализа што ја правеа со Александра. Не убедуваше дека услугата за гравирање има огромен удел во бизнисот. Надица мислеше дека учествува со повеќе од 30%. Кога почнавме да ги евидентираме и следиме бројките, реалноста беше дека гравирањето носи само околу 1%. Тогаш свативме нешто многу важно. Податоците не предпоставуваат. Податоците покажуваат. Најголемата трансформација не се случи во маркетингот, ниту во продажбата, а сигурно не во CRM. Најголемата трансформација се случи кај Надица. Во еден момент свативме дека нејзината единствена способност не е пирсингот. Нејзината
единствена способност беше маркетингот. Создавањето на содржина, градење заедница, комуникација со пазарот. Почнавме постепено да ја ослободуваме од оперативата. Од пирсер почна да станува лидер. Од човек кој работи во бизнисот, стануваше човек кој го води бизнисот. И мислам дека токму ова беше најважниот дел од целиот проект. Надица трајно го промени нејзиниот предприемачки идентитет. За малку ќе го испуштевме најважното. Не знам како, но како цело време да имав некое чувство дека нешто пропуштаме. Како да нешто недостасуваше. И тогаш се сетив. Немаме креирано премиум понуда. На следната коучинг сесија почнавме да ја разработуваме и Наде излезе со неверојатна идеја. Вели, ќе направиме пирсови од злато. Целата група веднаш почна да се вклучува и да ја помага. Од изгледот на кутијата, па се до перничката на која што се поставени. Од искуство, цела група знаеме дека некаде мора и ќе се појави проблем. Но никој не знаевме кој момент ќе биде тоа. Немаше законска можност легално да нарача злато во Македонија. Следните 2 недели Надица ги проучува буквално сите закони и бум, доаѓаат првите 20 парчиња во Македонија. Уште по првата објава, буквално златото го нема. Моментот кога сватив дека трансформацијата е реална, беше кога ја видов како стои пред својот тим во Хилтон и ја пренесува нејзината визија за следните 12 месеци. Фокусот за следната година ми е со помош на Александра и Александар да изградиме системи, затоа што во тоа сум најслаба, да ги олеснам работата на моите вработени, затоа што знам дека многу често имам луди идеи кои не може да се исполнат. Ќе создадеме стабилност и најмногу се што сакам е да бидете среќни. Истата жена, која претходно се обидуваше самата се да држи под контрола, денес гради тим кој се движи во ист правец. Денес приходот и профитот се двојно поголеми, тимот порасна од 1 на 6 луѓе, кога вработува, добива повеќе од 80 апликации, работи во простор од 150 квадрати, има повеќе од 4000 документирани случаи на задоволни клиенти, но ако ја прашате што е нејзината најголема победа, веројатно нема да зборува за бројки. Ќе зборува за слобода, за мир, за времето. За можноста конечно да размислува за иднината. Денес таа не гради само бизнис, гради визија. Визија која е многу поголема од еден објект, многу поголема од една држава и мислам дека ова не е крајот на приказната. Мислам дека ова е само почеток.